Алексис Остин е автотехничар која работи во продавница за луксузни автомобили во сојузната држава Мериленд. When I tell people I'm a mechanic, they're just amazed. Кога ќе им кажам на луѓето дека сум механичарка, тие едноставно се зачудени, како никогаш да не виделе жена која влегла во автомобил како јас. Да се биде во индустрија во која доминираат мажи е нешто што таа никогаш не го замислила, особено како поранешна затвореничка. Таа била ослободена од затвор во мај 2022 година. I literally was coming home. Буквално се враќав дома по 5 години затвор без ништо. Незината иднина сега изгледа посветла благодарение на Автомобили за промена, 24 годишна непрофитна организација која поправа донирани автомобили и ги обезбедува по ниска цена за семејства со ниски приходи. Исто така нуди практична обука на сегашни и поранешни затвореници да станат автотехничари. Студенти работат на донираните автомобили како дел од платената пракса. Нашите луѓе поминуваат 4 месеци овде. Тие се обучуваат, ги полагаат студентските испити и потоа, кога ќе дипломираат, можеме да ги ставиме кај нашите партнери за вработување низ целиот регион. 3, 2, 1. Програмата нуди и обука за користење на технологија за виртуелна реалност или виртуелна технологија. Со ова ја добивате основата пред да започнете со пракса. Што всушност е целата идеја. What I love about it is how immersive the technology is. Технологијата е извонредна. Ова е одличен начин за учење, особено кога сте на почетна позиција, да бидете во можност преку игра да направите нешто забавно. When you're in an entry level position. You want to test the fuses? Морис Нил е студент во организацијата. I learned about this program while in prison. Научив за оваа програма додека бев во затвор. Ве обучува и ве подготвува да се снајдете во работна средина. Повеќе од 250 луѓе поминали низ програмата за обука, а 95% нашле работа, вели непрофитната организација. Джеймс Макија е председател на Exclusive Motor Cars, каде што е ангажирана Остин. Currently there's a lot of shortage in technicians. Во моментов има многу недостиг од техничари, особено кога имате луѓе како Алексис, која е многу посветена. Се снаоѓа исклучително добро. She's done extremely very well, to say the least. За некои ова е можност за втора шанса. Без оваа програма веројатно би се вратил во затвор. Нема повеќе затвор за мене благодарение на овие луѓе. I see me growing. Се гледам себе си како напредувам отварајќи своја продавница, претежно за женски механичари. Да покажеме дека можеме да бидеме независни. До тогаш, таа ужива во работата и личниот успех.